Поради наметнатата изолација, вознемиреност како резултат на пандемијата од коронавирусот, односно COVID-19, светот е исправен пред нов здравствен предизвик – пандемија од ментално здравје. Ова беше нашиот предизвик кој што го истражуваме во ова издание на Приказна. Ќе разгледуваме што е анксиозност, кои се симптомите и како да се справиме со неа. Останете со нас. Општа возбуденост, забрзано чукање на срцето, паничен страв, препотување, ова се дел од симптомите кои луѓето кои што имале анксиозност ги препознале кај себе. Еве што друго откриваме во рамките на ова истражување. Поради наметнатата изолација, сиромаштијата и вознемиреноста, покрај пандемијата на коронавирус се заканува и глобална криза на менталното здравје, предупреди шефот на одделот за ментално здравје на Светската здравствена организација. Изолацијата, стравот, несигурноста и економскиот пат предизвикуваат или можат да предизвикаат психолошки проблеми, рече Девора Кестел, директор на одделот за ментално здравје на СЗО, уште во мај минатата година, брзо по стартот на пандемијата што од корен го измени светот. Во разговори со нашите психолози што се на платформата, знаеме дека најголем дел од клиентите што ги имаат разговараат за анксиозност, панични напади и некогаш проблеми во врска, релацијски односи. Исто така имаме и родители за мали деца кои прашуваат. Живееме во век на стрес и на анксиозност, кои добиваат епидемиски размери. Како лекари специјалисти не можеме сите состојби кај луѓето да ги прогласиме за психијатриски болести. Не значи дека ако некој живее во состојба на психолошки притисок, треба да го третираме како психијатриски пациент. Важно е секојдневните состојби кои ја нарушуваат психолошката рамнотежа и траат предолго да бидат препознаени од оние кои за тоа се задолжени, велат психолозите. Пандемијата дефинитивно влијае на разни проблеми во менталното здравје, особено во анксиозноста и анксиозните растројства. Читав истражувања кои велат дека на американско тло психолошките сервиси пораснале за дури 60%. Во Македонија можеби се уште немаме официјална статистика, барем јас колку што сум запознаена, но мојот впечаток како во државниот сектор, така и во приватниот е дека условите се слични. Дефинитивно имаме поголема побегувачка за психолог и тоа најчесто токму за анксиозните растројства. Загрижувачки се податоците од светската статистика. Според СЗО, секој петти човек развива симптоми на депресија, а 75% од луѓето со тешка депресија не се лекуваат. Повеќе од 50 милиони луѓе се соочуваат со депресивни нарушувања, а 128.000 годишно извршуваат самоубиство. Оваа болест е втора водечка причина за смртност во светот кај популацијата од 15 до 29 години, веднаш по сообраќајните несреќи. Тука би сакала да посочам околу разликата на поимите анксиозност и анксиозно растројство. Сосема нормално е лаиците да не знаат многу околу ова. Анксиозност имаме сите. Анксиозност е еден природен механизам кој што го имаме сите во себе, уште од праисторијата, кој што не штити, кој што не мобилизира, тоа е нормална појава. Проблемот настанува кога е веќе прекумерена анксиозност, кога ни прави проблеми во секојдневното функционирање, не ограничува, тука веќе можеби зборуваме за анксиозно растројство. 1/5 од пациентите кои се излекувале од коронавирусот најверојатно ќе развијат некоја психичка болест, велат од Универзитетот Оксфорд, поголемото истражување што покажало дека 20% од заразените развиле ментални проблеми во рок од 3 месеци. Студијата која е објавена во психијатрискиот журнал Lancet покажала дека секој пети излечен имал ментални проблеми за прв пат во животот, како што се анксиозност, депресија или несоница. Во ова истражување не се опфатени луѓето кои не заболеле од корона, но не е исклучено дека стресот од неа ќе го почувствуваат и тие, и оти психолошките последици ќе бидат разорни. Година и пол, можеби и две, веќе мака мачам, ако можам да кажам, со оваа состојба, со тоа што на почетокот не ми беше познато и не знаев што ми се случува. Но откако дознав што точно ми се случува, ми е многу полесно се справувам и се поретко се тие моменти на анксиозност или панични напади и така натаму. Знам во одреден дел од месецот кога ги имам, некогаш поминуваат и месеци воопшто да ги немам.
Така што дефинитивно мислам дека многу подобро се справувам со тоа за разлика од самиот почеток кога се плашев затоа што за мене беше непознато. Така што сметам дека сите оние кои што имаат ваков проблем, без разлика дали се јавни личности или не, треба да зборуваат. Пред се со своите најблиски, па потоа и со стручни лица. За среќа имаме многу добри психијатри, психолози кои што ќе ни кажат како потоа да се третира. Дали со шетање во природа, дали во разговор со нив, не знам, во некои крајни ситуации и лекарства да се земаат, нели? Како и да е, треба да се фати на време, ако можам така да се изразам, ситуацијата за да може полесно да се справи, затоа што има лек за се, па така и за ова. Веројатно кај мене дојде на некој начин постпородилно. Кај многу жени се случува после породувањето, посебно за лик како мене и карактер како мене. Оние кои што ме знаат дека сум доста темпераментна, комуникативна, постојано сум во движење. И сега мајчинството нели си бара малку поинаков тек на животот, што е и нормално. Да се биде повеќе дома, со децата, посебно во првата година, нели, откако ќе ти се роди детето, нормално е да бидеш постојано со него. Веројатно кај мене тоа ги направи работите да бидат какви што се. Постепено, нели, почнав да се повлекувам и од луѓето и од јавниот живот, за потоа да резултира со некоја анксиозност и страф да повторно се вратам во животот нормално како што претходно сум била. Имаше моменти каде што имав панични напади, за среќа не беа премногу страшни за какви што сум слушала и читала, но моменти кога мислиш дека буквално ќе паднеш во несвест, дека не дај Боже ќе умреш. Но сега за среќа знам дека ништо тоа не може да се случи, дека сето тоа е само во главата. Застанувам, дишам длабоко, најчесто си разговарам само со себе во огледало, ретко знам да се јавам на некој, но избегнувам да го правам тоа затоа што не сакам некој друг да ставам во ситуација незгодна, затоа што не е лесно да се справиш нели со човекот во тој момент, не знаеш како да постапиш. Бидејќи познавам јас други луѓе кои што имаат проблем со такви работи, кога јас во моментот немам паничен напад, некој друг има, мене ми е тешко да им помогнам, иако знам како се чувствуваат. Така што генерално пробувам сама со себе да се изборам. Прошетките на водно, разговор со блиските, сега почнав малку повеќе да се движам со луѓе со оглед на протоколите, нели малку е тешко со целата ковид ситуација, но гледам што е можно повеќе да излегувам од дома и да не седам сама и да не мислам на тие моменти. Јас сум позната по тоа што повеќето работи кои што се поврзани со мојата приватност не ги правам со некоја предумисла или не знам кој знае каква подготовка претходно, туку спонтано ми доаѓаат работите кои што сакам да ги споделам, при тоа некому да помогнам. Не да бидам сожалувана од овој аспект, нели сега кога ги гледам работите, бидејќи имаше секакви коментари. Зошто зборуваш, па дури и од некои мои блиски луѓе, не треба да се кажува, треба да се молчи, тоа да се чува за себе. Напротив, сметам дека за ваквите ситуации треба што почесто јавно да се говори. Ние јавните личности превземаме одговорност за многу работи, па така и за ова, и сметам дека на многу луѓе помогнав со тоа што решив јавно да проговорам, затоа што добив и многу пораки од луѓе кои што воопшто не ги познавам, кои што споделија дека и тие ја имаат истата мака, многу години наназад, криеле од најблиските, се плашеле, па посегнувале и по апчиња, при тоа и без да се консултираат со доктори, така натаму, што според мене е погрешно. Сепак треба консултација со стручни лица за да се знае што понатаму и како треба да се третира. Кои беа првите симптоми кои што ги забележа, колку време траеше, што прво те асоцираше дека имаш анксиозност? Така, почетоците започна уште на мои 18 години, кога не бев ни свесен што се случува конкретно со мене, со мојот мозок, да речеме, со телото, бидејќи почнав да чувствувам некои чудни, да речеме, начини на кои што претходно никогаш не сум се запознал со нив или не сум се сретнал. Па известно време, околу 2 до 3 месеци да трае таа ситуација, кога веднаш побарав помош од мојата мајка, која што е медицинско лице и која што стварно имаше моменти кога и незините совети доста ми помагаа. Па тоа траеше околу година дена, таквата таа ситуација, за после тоа на мои 24 години повторно да се сретнам со, јас ја викам моја драга пријателка анксиозноста, која што беше уште многу посилна, односно оставила работи кои што претходно не сум ги научил, не сум ги совладал со текот на времето.
Кои беа симптомите кои што најчесто се повторува? Кога се повторува? Дали, например, кога ќе те фатеше паника од соочување некакво? Дали тоа беше тригерот кој што влијаеше? Така, на почеток нешто кое што јас за прв пат го почувствав, тоа беше брзо биење на срцето, брзо чукање на срцето, потење на дланките, посебно на рацете, голема главоболка и нормална несоницата, која што е мислам дека е еден од најчестите симптоми кога е во прашање анксиозноста, бидејќи не ти дозволува да заспиеш, ти се чувствуваш преморено, а мозокот си размислува за работи од кои што после тоа се создаваат различни приказни и тие приказни прават една одредена пресија во самиот живот, која што со тек на време може да биде многу поголема, да избие во нешто многу повеќе, во нешто многу посилно, за кое што треба стварно време за после да може да се, ќе речам, да се излечи. Ипак јас никогаш не сум кажувал дека анксиозноста е болест, туку мојата теза и теза на многу други е тоа дека е состојба на умот, состојба на телото и дека со текот на времето и како може да се совлада и да станеш многу посилен од тоа што си бил, бидејќи еве во овој момент како што сум сега, можам конкретно да тврдам дека стварно е многу баш победлива, да речам. Нема непобедливост кога е во прашање анксиозност. Дали спомена дека разговараше со твојата мајка, разговараше ли со твоите пријатели, како реагира ако разговараше, каков беше нивниот впечаток, дали смета дека не е тоа ништо страшно? Така. Имам доста интересна приказна кога е во прашање токму пријателството, да кажам, и сите тие блиски работи. Многу ми помогна, посебно сите мои пријатели кои што се од мојот поблизок круг, но сепак кога јас почнав да зборувам, бидејќи сум таква личност, доста комуникативна и никогаш не сум кажал дека се страмам од тоа да го кажам, се страмам од било што да кажам, бидејќи сум доста многу отворен. Кога почнав да зборувам, многу од пријателите веќе се почна да се поистоветуваат со мојата приказна, дека всушност и тие поминале низ такви периоди, низ такви сличности и низ тоа чувство и доста ми помогна и нивни работи кои што претходно они ги правеле, па да ми кажат на кој начин јас треба да ги совладувам некои одредени действија кои што ми се случуваат за тоа време и сметам дека еве и во овој век, да речеме и во 21-виот век и овие години, 2021-та, се уште е табу тема кога е во прашање зборењето конкретно пред камери, зборењето пред јавноста, но сепак ќе кажам дека многу треба да се има храброст, да се застане, да се седне и да се збори на оваа тема, бидејќи многу од луѓето, како што ви кажав, често го поистоветуваат ти си болен. Нешто кое што мислам дека мора да се искорени од нашиот речник и често ние и го користиме за било што кога е во прашање ти си болен, бидејќи да, постојат болни луѓе, се соочуваме со посебно еве во овој период кога е COVID-19 пандемијата, но сепак болеста е таа која што ти мораш да ја победиш. Бидејќи имам една парола во животот која што кажува дека ти си доволен за победа. И таа парола или тој quotes, ќе го наречам со англицизам, мене доста ми помогна во периодот на анксиозноста, бидејќи секогаш кога ќе се навратеа некои стари филмови, стари приказни, секогаш си ставав во подсвеста дека јас сум доволен за победа и дека ова ќе го победам и можам да го победам. И секогаш оваа парола ја пренесувам и на сите мои пријатели и на сите гледачи, често ја кажувам и во мојата емисија каде што снимам, често образложувам и доста и некаде ќе се најде тук таму и во моите рецепти дека само ти си доволен за да го победиш одредено нешто, бидејќи само ти си свесен за самиот себе си, за тоа што телото посакува, за тоа што умот сака да ти действа, за да ти биде тебе убава. Кои се позитивните лекции кои што ги совлада како начин да се справиш со анксиозноста, што еве можеме да го искористиме како мотив за сите оние кои што еве се уште немаат храброст со цел да си го решат тоа како своја состојба? Ги има многу, бидејќи јас еве и денеска со колегите ја зачнавме оваа тема, зборувавме дека јас пред мои 3 до 4 години бев скроз друга личност. Многу се страмев да излезам пред камери, се страмев да зборувам пред јавност. Имав многу намалена самодоверба, за разлика од тоа што
веќе сум сега на ваков каков што сум на овие нозе, така да работите кои што ме натераа да ги совладам, претходно никогаш не сум ни ги размислувал и не сум бил толку многу самокритичен. Самата анксиозност те прави да бидеш самокритична личност, бидејќи на еден начин ти дозволува сите оние негативни работи кои што ги имаш ти при себе, уште повеќе да ги победиш. Со самото тоа што ќе работиш на себе, ќе научиш како тоа треба да го направиш. Често порано не бев толку многу активен спортски, но сепак самата анксиозност ми го дозволи тоа. Често знам да се искачувам на водно, да трчам, посебно нормално вежбањето е нешто кое што ти дозволува да се прочистиш од целата таа негативна енергија која што ти се собира. Додека ти се наоѓаш во тоа чувство на анксиозноста, читањето на книги, слушањето на доста добри приказни од луѓе кои што претходно имале таков проблем и кои што се сега, да кажам, гуру во нивниот како мотивацијски говорници и ред други работи, да не ги набројуваме сега, но сепак едно нешто кое што сум најмногу горд на себе е тоа што ме научи да се сакам себе си многу повеќе. Сметаш ли дека кај нас имаме стереотипи да ни се оди на психијатар, бидејќи ќе смета дека ќе бидеш болен наместо човек на кој што му треба навистина помош да го сподели, им треба зборување, поддршка. Што треба да се направи за да се надмине таа стигма, тие стереотипи кои што ќе отворат многу состојби и на некој начин ќе бидат од корист за оние кои што се соочуваат со анксиозност? Нашето општество конкретно се соочува премногу со табу теми и они мислат дека тие работи се стварно табу тема, конкретно, и доста ги анулираат или всушност им даваат некакво значење кое што не треба да биде тука, бидејќи може да се отежни тој процес на луѓето кои што се наоѓаат во таа состојба, и сметам дека треба многу да се работи во општество за да се анулираат тие негативности. Јас повторно ќе ви кажам негативности покрај тоа што секој има право на збор и секој има право да се изјасни што е тоа што го мисли. Конкретно, еве, јас ќе земам пример дека кога јас почнав кога почнав да зборувам дека посетувам психолог, посетувам психотерапија која што многу ми помага, доста знаеа луѓето да направат чекор назад па да прашаат зошто, што се случува, зошто е тоа така. Се уште се гледа, повторно ќе се навратиме на тоа, се гледа како болест. Не како нешто кое што тебе многу може да ти помогне во иднина, бидејќи те учи посебно те учи на самодовербата, на нешто кое што се гради со текот на животот, бидејќи ти не се раѓаш како таков, туку ти учиш и од постапките дома, и од сите работи, од самото општество, од дружењето со луѓето, со другарчињата, ти учиш да бидеш, но сепак многу работи од детството може да остават трага и во еднина да се појават токму во овој филм, во оваа режија на анксиозноста. Сметам дека уште од мала возраст родителите треба да ги испраќаат децата на психотерапија, на нешто кое што ќе му помогне да биде многу посилно во иднина. Првенствено мислам дека секој човек никогаш во животот се борел со анксиозност. За жал има многу луѓе кои што не се свесни што е тоа што им се случува и затоа мислам дека и треба да ги споделуваме овие приказни јавно за да помогнеме на некој кој што воопшто не знае што се случува со него. Конкретно кај мене анксиозноста мислам дека се има појавна најмногу поради тоа што многу мразам неправда, најмногу ме боли повредување, малтретирање и убивање на животни на кои што сме сведоци многу години наназад во нашата држава. Мислам дека тоа е она што било тригер да ми се појави анксиозност, од немак да се помогне на сите тие животни, не само животни, на луѓе, неправдата има на секаде за жал. Но сум научила да ја контролирам анксиозноста и тоа е она што секој од нас треба да го направи, нормално секој на свој начин, бидејќи ние сме сите исти. За жал можам да кажам дека повторно ми се јави како еден тригер од кога имав 2 смртни случаи дома во семејството. Почина и куќето кое што го чувавме околу 15,5 години и смртта на жирафата Тобого овде во зоолошката. Но сепак да не биде ова тажна приказна, да кажам дека секој од нас може да ја победи анксиозноста, да научиме да живееме со неа. Најлошо беше што јас анксиозност порано мислев дека е само да си тажен, да си вознемиран.
но одеднаш од човек кој што бил авантурист и сум сакала адреналин, одеднаш станав човек кој што има страв од се. Буквално на различни фобии, фала Богу, само страв од животни не добив. И тогаш решив дека мора да се спротиставам, да најдам начин како тие стравови да ги поминам. Фала Богу, денеска ми е подобро, благодарение на тоа што сум посетувала и психолог, сум разговарала со луѓе со исти проблеми и сум нашла некои хобија кои што ќе ме прават посреќна. Тоа е најважното всушност, да времето да го поминуваш со луѓе или пак со животни, конкретно во мојот случај, одбирам да не седам во канцеларија, туку да сум постојано надвор на терен, животните со некои што даваат позитивна енергија. Затоа и би препорачала на секој кој што во семејството има или деца со анксиозност или пак возрастните со анксиозни, да си вдомат миленик. Мислам дека тоа на кој што ќе им го смени буквално животот. Јас и покрај сите милиници што ги имавме дома, најдов едно маченце на дрво, го спасив и решив заедно со мачето се преселам да живеам сама во стан. И мислам дека тоа беше еден пресврт во мојот живот, кога буквално и кажав на анксиозноста дека ќе се бориме и дека нема да дозволам да ме победи, туку дека ќе научам да живеам со неа. Според статистиките на Светската здравствена организација, од 10 до 20% од децата и младите луѓе искусуваат ментални проблеми во поглед на нивното здравје. Оно што е карактеристично е дека овие моменти започнуваат во раните периоди на тинејџерството. Денес за ова истражуваме во мрежа. Надлежните институции ги потврдуваат високите епидемиски бројки на ментални проблеми. Статистиката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија од пред неколку години предупредува за алармантното зголемување на потрошувачката на антидепресиви. Само на рецепт, потрошувачката се зголемува на над 1.600.000, што представува двојно зголемување во однос на претходната декада. Според ова, секој втор граѓанин е зависник од диазепам, хелекс или лексилиум. Првата линија од третманите, кога зборуваме за лековите, не смеа да бидат лековите за смирување. Тие понекогаш се потребни, меѓутоа контролата на користење треба да биде строга. Често се ефикасни, но организмот на човекот станува зависен од нив. Ние започнавме би рекол, во екот на пандемијата, така што за сега има над 2000 корисници веќе на мобилните апликации, има над 900.000 разговори остварени на платформата, психолозите исто се заинтересирани, така што секојдневно имаме барем по 5-10 луѓе кои што го прават тој чекор и закажуваат разговор со психолог. За жал, оваа појава се почесто ги погодува и најмладите, а старосната граница е во константен пат. Најмалиот пациент во Македонија кој имал потреба од редовна психолошка поддршка има само 7 години. Анксиозните расстройства се еден спектар. Тука ги имаме специфичните фобии, тука ги имаме паничните напади, генерализираната анксиозност и така натака. И истражувањата велат дека појавата на клиничката слика најчесто е од 17 до 25 години, но праксата нели покажува и исклучоци. Симптоми може да се јават според статистиката просекот е 17 годишна возраст, но моето искуство, а верувам и на моите колеги, е дека па уште и во предучилишна возраст, 6, 5, 7 години. Во земјава нема точна евиденција конкретно за оваа патологија, а во светот, според статистиката на СЗО, од 10 до 20% од децата и адолесцентите искусуваат ментални расстройства. Половина од менталните болести започнуваат на почетокот на тинеџерските години. Водечки страв кај децата е стравот од неуспех на било кое поле и затоа улогата на родителите и воспитувањето се многу важни. Семејствата се соочуваат со многу предизвици без разлика на пандемијата. И сето тоа начинот на кој тие се справуваат зависи од семејниот контекст, секако имаме различни семејни приказни, секогаш па и сега. Она што треба да го знаеме и што треба да не охрабри е дека семејствата се всушност живи и жилави системи кои секогаш пронаоѓаат ресурси и резилиенција да се справат со разни предизвици, така и сега, и тоа ние го гледаме. Она што секогаш важи и сега за родителите, а тоа е приказната со позитивното внимание. Симптомите пак на кои треба да се реагира се следниве: лесна раздразливост, променливост во расположението, пад на фрустрациона толеранција, особено во односот со родителите, потешкотии во социјалните релации, повлекување и изолација,
губење на секојдневните задоволства, односно намалување на играта и забавата, а чести се и соматските поплаки, и тоа најчесто болки во стомакот и главоболки. Многу типични се и негативните вербализации за себе, поплаки дека не се доволно добри и како другите и не се популарни, односно јасно да го манифестираат падот на самодовербата и негативната слика за себе. Аларм дека нешто се случува може да биде и наглиот пат на училишниот успех и поведение. Според последните извештаи на Светската здравствена организација, 29% од 15 годишните девојчиња и 13% од 15 годишните момчиња во европските земји изјавиле дека се чувствуваат даун повеќе од еднаш неделно. И кога брзото темпо на новото време, општата несигурност и непредвидливост на блиската иднина ќе се надградат со пандемијата на која се уште не се надзира крајот, предвидувањата се алармантни. Грижете се за себе. Грижете се за себе, пронајдете го она што сте го правеле секогаш, што ви носи внатрешен мир, што ви го смалува стресот. Најдете радоста во себе. Секој знае како тоа може да го направи. Понекогаш луѓето, особено во вакви околности, се наоѓаат затечени, па како сега тоа да го правам, светот сопре, што се случува околу мене, да, сега уште повеќе. Затоа што онаа мудрост, добар родител е родител кој е добро, или нашата стара поговорка, ако не сум за себе, за кого ќе бидам, мислам дека сега треба уште повеќе да разбереме. Дел од медиумите, свесно или несвесно, често влијаат врз градење на стереотипи со кои што ги оневозможуваат луѓето кои што се справуваат со анксиозност да побараат помош. Денес ве запознаваме со нив. Анксиозноста е често пати погрешно разбрана или поценета. Некои од вообичаените митови за анксиозноста вклучуваат дека таа не е доволно сериозна, што не е точно. Дополнително, одредени средини влијаат за стигматизирање на анксиозните лица, па често пати перцепцијата за посетување на психолог е синоним за слаба личност. Факт е дека во реалноста одењето на психолошка терапија може да ве направи емоционално посилна личност и може да ви обезбеди алатки за да можете да се справите со симптомите од анксиозност. Мит, анксиозноста ќе исчезне сама по себе. Факт, симптомите на вознемиреност се постојани, а со соодветен третман може да се повлечат. Луѓето во одредени ситуации или фази од животот може да искусат зголемено ниво на анксиозност. Спротивно на ова, може да има и периоди кога лице со анксиозност може да има намалување на симптомите, па дури да се врати на некои од своите редовни активности. Ова придонесува за перцепција дека лицето анксиозноста ја надминало, односно дека симптомите се излечени. Важно е да се знае дека анксиозните нарушувања може да бидат хронични и постојани, и ако не се решат правилно, симптомите на вознемиреност најверојатно ќе се вратат. Чувството на вознемиреност обично е поврзано со основните карактеристики на личноста или начините на размислување. Поради ова во насока на намалување или исчезнување на загриженоста се бара решавање на одредени аспекти за тоа како некое лице мисли или се однесува. Иако оваа промена во перспектива често не се случува сама по себе, може да се постигне преку терапија или стратегии за справување со анксиозност. Иако некое лице сигурно може да напредува и да се чувствува дека ги контролира симптомите на анксиозност, сепак најдобро е да се решат симптомите и причините за нарушување со стручен надзор. Мит, луѓето со анксиозност треба да избегнуваат стресни ситуации. Факт, стресот е неизбежен. Третманите со анксиозност може да им помогнат на луѓето поефикасно да се справуваат со стресните ситуации. Луѓето кои страдаат од анксиозност често имаат одредени предизвикувачи кои може да ги зголемат нивните симптоми и да доведат до чувство на паника. Може да вклучат личен или професионален конфликт, социјални ситуации, одредени фобии како што се затворени простори или јавно обраќање, стравување за здравјето или смртта. Стресните ситуации или средба со предизвикувачот на вознемиреност може да бидат крајно непријатни за лицата со анксиозност. Иако ова може да изгледа корисно за да се избегнат стресни ситуации, сепак ова е исклучително тешко да се одржи. Стресните ситуации се дел од животот, а важен дел од справувањето со анксиозност е учењето ефективни стратегии за справување кои им помагаат на луѓето да управуваат со својата вознемиреност за време на стрес. Целосното избегнување на стресните ситуации може да влијае на способноста лицето да учествува или да функционира нормално во секојдневниот живот. Од друга страна, наоѓањето ефикасни начини за справување со стресот може да го подобри здравјето и квалитетот на животот. Понекогаш е добро да направиме пауза, да застанеме од сето она што го правиме. Да
отстапиме еден чекор назад, да земеме воздух, да се одмориме, да најдеме нешто што ќе не наполни со друга енергија, нешто што ќе не смири, да шетаме, да вежбаме, да практикуваме јога или било што ќе не релаксира. Денес во Инспирација ви подготвуваме интересна содржина. Останете со нас. Зошто јас е насловот на автобиографската книга на младиот автор Мартин Јовановски, во која отворено зборува за својата борба со анксиозноста, стравовите и со паничните напади. Сакав да ја пренесам пораката што подобро. Што подобро, што поедноставно, да може да дојде до секој, луѓето се пронајдат. Меѓутоа условот од старт беше да бидам брутално искрен. Едноставно, ако одам до крај, без шминкање, без оно дотерување, гола вистина, гола реалност, гол живот. Тоа го направив, реакциите, не се ни сомневав искрено дека ќе бидат позитивни, бидејќи знам дека луѓето сакаат и ценат искреност. Меѓутоа, оно што книгата успева да го постигне кај луѓето е оној дел што малку поинако погледнуваат на себе си, особено од аспект на самодоверба. Тоа ми се допаѓа, тој сакав да го направам, бидејќи самиот, класичен лек за анксиозност нема. Меѓутоа, мислата и начинот на кој што се гледаме себе си многу е поделотворно од секој лек кој што излегол таму од фармацевската индустрија или од било каде, и секој совет кој што всушност човек може некој да ни го даде. Ако некогаш оваа тема беше табу, денес е многу полесно. Прифаќањето на оваа состојба за Мартин, соочувањето со неа и борбата со предрасудите од луѓето пред многу години воопшто не бил лесен процес. Може би баш и тој дел би беше тежок за прифаќање, бидејќи веднаш луѓето те третираат како различен, што е нормалната, дали ова нормално, колку, дали има воопшто луѓе како мене таму надвор, колку се и каде се, бидејќи јас не ги гледав во тој момент. Дури после влегов во тие кругови каде сретнав прво еден човек кој што подолготрајно се справувал со анксиозност, па и втор и па и трет. Се појави тогаш и депресијата како тема, паничните напади, ки нема во почетокот. Тој радикализиран облик на анксиозност кој што едноставно трае, те треснува од земја, од утрената повторно се враќаш во нормална, не знаеш дали повторно ќе се врати, дали повторно ќе се случи. Со тек на време едноставно ја прифаќаш бидејќи знаеш дека тука е, ама начините на справување како се различни, најчесто ги одбираме оние погрешните, затоа и сме тука, затоа изборуваме баш да пробаме тоа да го смениме, бидејќи тврдам долго време веќе сум во контакт со луѓе кои што се анксиозни, за многумина секојдневието е пекол. На сите оние кои ја запознале анксиозноста, ова четиво ќе им биде вистински скапоцено, бидејќи ќе станат свесни дека не се осамени во тоа искуство. Ако некогаш луѓето морале сами да се соочат и да поминат низ тој предизвик, денес работите се многу поразлични. Добиваш диагноза класично од психијатар, тоа е првиот дел кај што веќе си диагностициран и знаеш дека се справаш со анксиозност, меѓутоа проблемот е што се уште не знаеш што точно значи анксиозноста, дали е тоа болест, дали треба да ја гледаш како болест, дали можеби треба да каде поточно се обратиш. Едноставно таа е на борба сам со себе, малку си избунет во почетокот, меѓутоа со тек на време се е начинот на кој што ние ќе ја доживееме и начинот на кој што ќе ја погледнеме. Имав години каде едноставно не ја прифаќав, ја одбивав, не сакав ниту да чујам за анксиозноста како таква. Бев сигурен дека како што дошло така ќе се замине, меѓутоа после подолготрајна борба и пропаѓање и тонење, едноставно се соочив со тоа што во моментот го чувствувам, пробав да најдам некоја порака во се тоа што се справува во моментов. Денеска веќе сум во една друга фаза каде апсолутно прифаќам анксиозноста, знам точно што значи, знам што во мојот случај значи. Се ќе помине е пораката на Мартин. Советува дека животот треба да се живее без брзање, без стресови, бидејќи сето тоа подоцна може да биде причинител за оваа состојба. Навистина живееме во време кое што е многу тешко за поднесување, каде човечкиот дух паѓа, тоне, и многу е тешко да бидеш нормален денеска, така да тоа е оно што им го кажувам. Едноставно, бидете многу нежни према себе си, бидејќи на крајот на денот многу малку работи се вистински важни во животов. Важно за сите луѓе кои поминуваат низ анксиозноста е што побрзо да се соочат со неа и да научат да и пркосат преку убавите нешта во животот.
Анксиозноста не е болест, туку е состојба. И ова треба да се третира на тој начин. Мора да им дадеме поддршка на луѓето кои се соочуваат со анксиозност со цел да им помогнеме. Останете со нас, следи блокот на артикулација. Анксиозност е чувство на општа возбуденост, нејасен страв без очигледен надворешен повод, голем стрес и загриженост. Се манифестира преку повеќе физички и психички симптоми, кои се доживуваат како многу непријатни, а често се јавува во комбинација со други болести, особено со депресија. Според некои проценки, дури 10% од населението страда од некоја форма на анксиозност. Психолошките симптоми на анксиозноста се претерана плашливост и загриженост, ослабена концентрација, разразливост, лесно заморување, слаба меморија, забрзана работа на срцето, стегање во градите, потешкотии во голтањето, преувеличување на доживувањата, тешкотии во спиењето во смисла на несоница. Анксиозноста е нормален човечки одговор на стресот. Нормално е луѓето да бидат загрижени кога се соочени со финансиски предизвици, почнуваат нова фаза во животот или глобална пандемија. Оваа загриженост е од есенцијално значење за опстанокот на нашиот вид, бидејќи ни помага да најдеме начини да ги избегнеме опасните околности. Симптомите на анксиозност можат да се поделат во три категории: физички симптоми, ментални и емоционални. Овие симптоми се разликуваат од личност до личност, но постојат некои заеднички индикатори. Ситуацијата со коронавирусот ги принуди луѓето да го сменат начинот на живот, а воедно и со тоа да излезат од својата комфорна зона. Напливот од информации, лажните вести и дезинформации предизвикаа страв кај населението. Пребарувањата на Google за симптоми на анксиозност во САД биле највисоки во периодот од средината на март до средината на мај минатата година, велат истражувачи од Институтот Квалком и Универзитетот во Калифорнија, Сан Диего. Експертите велат дека преголемото впивање информации за пандемијата може да предизвика анксиозност, особено доколку сте заглавени дома и немате што да правите освен да ги следите социјалните мрежи. 10% од нашите животи се доживувањата. Останатите 90% се реакции на оне што ни се случило или оне што сме го доживеале. Денес веруваме дека донесовме добри поуки со кои што ќе помогнеме на оние кои што се справуваат со анксиозност. Толку за ова издание на Приказна, ви го најавуваме следното во кое повторно ќе третираме интересна тема. Бидете со нас и тогаш. Довидување.